потсети и компаниите кои ги добијат тендерите дека рокот за уплата на финансиите е 30 дена. Наместо во личен луксус, предприемачите треба да вложуваат во своите вработени. Препорачуваат експерти од регионот кои ќе ги обучуваат македонските стопанственици како да ги мотивираат работниците во време на економска криза. Да се мотивираат вработените и во услови на криза, кога се делат откази и се намалуваат плати. Тоа се прави преку едукација, забава, обука, вложување во кадри, признанија за добро завршена работа, вели хрватскиот експерт Тања Сорич. Дневно во Хрватска се делат по 700 откази. Невработеноста е највисока во изминатите 10 години. Сепак според неа, наместо во мебел и нов автомобил, треба да се вложува во човечки ресурси. Највише постиже ако е људима забавно на послу, ако се смiju, ako ima opuštene atmosfere. Oni su motivirani. E sada, ovisi o menadžeru ili direktoru je li sam potiče zabavu, smijeh i opuštenost ili smatra da će ljudi bolje raditi ako se izvadi bić. 21. е век на знаење. Менаџерите имаат можност да бираат дали да инвестираат во знаење и конкурентност или во личен луксус кој долгорочно може да ги одведе во пропаст, вели експертот од Србија. Од 300 највеќи, 200 njih не ствара новостворenu вредност. Ја тоа опет се вратим корак назад. Што тоа значи? Да власници од куќе доносе још новца да би могли да исплате плате, да би могли да плате комуналии и остале ствари. Од 300 највеќи. Шта ќе бити со тих 200 фирми? А и они ќе да се угасат. Експертите се согласни дека состојбата никаде во светот не е идеална. Затоа порачуваат дека суштинските работи мора глобално да се менуваат, а обука за тоа ќе добијат и македонските менаџери. Владата ќе вложува по 1 милијарда денари годишно за поддршка на сточарството